Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести. Недостигот од врнежи во изминатиот период предизвика водата во Тетово да го достигне својот минимум од 260 литри во секунда. Ако нивото остане ниско, надлежните најавуваат нови рестрикции на водата. Тетовци долги години мака-мачат со недостигот на вода. Не е многу поразлична и оваа година, особено заради невообичаеното топло време кое се задржа во изминатиот период. Надлежните велат дека недостигот на дождови е голем проблем, па во блиска иднина можно е воведување на рестрикции, бидејќи количината на вода го достигнала својот минимум, односно за нормално функционирање потребни се околу 320 литри во секунда, а во моментов градот располага со 260 литри во секунда. Се трудиме да изнедеме алтернативни можности за нови дотоци на вода, односно пуштање на буневите кои ни се во исправна состојба, да ги вклучиме во системот, за да можеме да дојдеме до тој минимум потребен за градот Тетово. Голем проблем ни е затоа што немавме дождови и падавини во ова време кои што се карактеристични за периодов. Ние негде од прилика немаме дождови веќе 4 и навише месеци, колку што јас сеќавам од моментот на последните врнежи. Така да е нормално да се очекува дека имаме пат на производството на водата од страна на изворите. Надлежните велат дека рестрикциите доколку се воведат се со цел да се обезбеди доволно вода и доволен притисок на истата за сите граѓани, особено за оние кои живеат во висококатници и на повисоките предели од градот. Нема доволно судии во апелациониот суд во Гостивар. Тоа особено создава проблеми во кривичниот оддел, каде што предметите треба да ги суди кривичен совет составен од 5 судии. Гостиварска апелација има само 4 судии кривичари. На апелациониот суд во Гостивар му недостасуваат 3 судии за да може да функционира нормално. Според систематизацијата предвидени се вкупно 16 судии заедно со председателот, но актуелно апелација има 13. Тие годишно се борат со околу 6000 предмети. Недостиг на вработени. Значи, тоа се одразува во ненавремено завршување на постапките, во реално и просто кажано во каснење на правдата за граѓаните. Од нашиот суд реков дека не фалат 3 суди и тоа едниот кој што отиде у пензија, вториот даде оставка и третиот е избран за член на судски совет и неговата функција мирува. Немањето доволен број на судии особено создава проблеми во кривичниот оддел, каде што предметите треба да ги суди кривичен совет составен од 5 судии. Гостиварска апелација има само 4 судии кривичари. Имам само 3 судии што работат во кривична материја и јас работам како председател и како судија работам. Меѓутоа ние судиме предмети кај што се потребни 5 судии. 5 судии, значи професионалци и секој значи ангажираме еден судија од граѓанскиот совет, што реално таквиот судија нормално оддалечен од кривичната материја многу малку може да допринесува во текот на разглабањето на самиот предмет. Во годишниот извештај на апелациониот суд во Гостивар стои дека во 2018-та судот имал 5904 предмети, од кои 589 префрлени од претходната година, а останатите новопримени. Судот решил вкупно 5390 предмети. Гостиварска апелација е надлежна да решава по жалби против одлуките на основните судови во Гостивар, Тетово, Дебар и Кичево. Политичките субјекти во државата го одложуваат пописот намерно, за да не се покажат поразителните бројки со оцелените граѓани од оваа држава. Беше посочено на дебата која се одржа во Тетово на тема попис.
Учесниците на дебатата посочија дека пописот треба да се спроведе што поскоро, затоа што секој истражување кое се прави е невалидно, со оглед на фактот што се земаат во предвид бројки од пописот кој е спроведен уште во 2002 година. На ниедна политичка опција во Македонија не ја одговара попис. Значи на ниедна политичка опција не ја одговара попис, затоа што сепак сите ние сме свесни врз основа на лаички резонирања, ако застанете на аеродром или на меѓународната автобуска станица да видите како заминуваат луѓето, или од каде младите луѓе не поздравуваат на социјалните мрежи, навистина гледаме дека државава се празни. И од тука соработката со Државниот завод за статистика и притисокот да што поскоро и најквалитетно се направи попис на населението и домаќинствата во Македонија. Во моментов се соочуваме со ситуација кога голем дел од граѓанскиот сектор прават истражување врз основа на бројки кои што самите ги сметаат за нерелевантни, бидејќи се застарени и се базираат на пописот во 2002 година. И согласно препораките на Обединените нации очекуваме дека пописот најдоцна 2020-2021 како и во сите други земји во светот ќе се случи во Македонија. За да не се спроведе пописот, политичарите намерно ја подгреват јавноста со етничкото прашање во оваа операција, иако во некои европски земји на пописот воопшто нема прашалник за националната припадност. Еве само за ваша информација, според Обединените нации ние воопшто не ни мораме да имаме прашања за етничка припадност во Македонија. Значи според препораките на Обединетите нации, воопшто прашањето за етничка припадност не спаѓа во јадрото, нели, базични прашања. Дали ние ќе го ставиме како прашање на пописот или не, зависи нели од одлуката на нашата држава. Истакна професорката Недиќ. Пописот според најавите на актуелната власт требаше да се спроведе наредната година, но истиот најверојатно ќе биде одложен пред се поради изборите. Во СВР Тетово пријавени 28 случаи на злоупотреба на лични податоци од почетокот на годинава. Покрај објавување фотографии без согласност, доста често на социјалните мрежи се објавуваат и лажни наградни игри. На социјалните мрежи можеме да наидеме на наводни наградни игри организирани од познати компании. На нив обично се бара да се кликне и се допаѓа на страницата, да се напише коментар учествувам, а потоа доста често се бараат и лични податоци во порака. Со отварањето на лажни профили со логоа од познати брендови се прават објави дека поради одреден повод се доделуваат разни подароци. Потоа од креаторите на истите им се испраќа порака на граѓаните дека се добитници на награда и за подигање на истата потребно е да ги дадат своите лични податоци. Конкретно вакви пријави во СВР Тетово се уште нема, но досега се пријавувани злоупотреби на лични податоци со објавување фотографии, видеоклипови или навредливи текстови кои се однесуваат на други лица без нивна согласност и знаење преку Facebook и Instagram. Портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски вели дека ваквите постапки се казнуваат според закон. Злоупотребувањето на лични податоци представува кривично дело за кое согласно член 149 од Кривичниот законник е предвидена парична или затворска казна до 1 година. Доколку злоупотребувањето го изврши службено лице во вршење на служба, тогаш затворската казна се движи од 3 месеци до 3 години. Граѓаните да внимаваат кому ги доверуваат своите лични податоци. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш со сета сериозност подсетува, апелира и укажува до корисниците на социјални мрежи да се воздржат од секакви злоупотреби на личните податоци, но и да бидат докрај внимателни кога споделуваат своји лични податоци, фотографии или видеоматеријали со лица непознати од други места или од други држави, кога учествуваат во така наречени лажни фиктивни наградни игри со лажни добивки или при така наречените онлайн нарачки. Во секторот за внатрешни работи Тетово, во текот на првите 9 месеци од оваа година, се регистрирани 28 пријавени случаи на злоупотреби на лични податоци, а се поднесени исто толку поднесоци, од кои 11 се со познат сторител, додека 17 кривично правни настани се со непознат сторител.
што се однесува на 2018 година. Регистрирани биле 33 случаи во врска со злоупотреба на лични податоци, од кои 10 биле со познат сторител и се поднесени соодветни пријави, додека 23 пријави биле со непознат сторител. Кај две лица е пронајдена марихуана. Повреден малолетник во сообраќајна несреќа. Слушнете ги деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Вчера околу 7 часот и 25 минути во тетовското село Порој, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 20 годишник од ова село, кај кого била пронајдена марихуана. По целосното документирање на случајот, против него ќе биде изготвен соодветен поднесок. Исто така, вчера вечер во 20 часот и 30 минути на улица Јордан Златановски во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 33 годишник од Тетово, затоа што при преглед кај него била пронајдена марихуана и против него ќе следува соодветен поднесок. На улица Мурат Бафтијари во Тетово, вчера околу 15 часот, патничко возило Опел Антара со гостиварски регистарски таблички, управувано од 57 годишник од гостиварското село Градец, удрило во малолетник. Малолетникот бил пренесен во Тетовската клиничка болница, додека возачот, кој најпрво го напуштил местото, набрзо бил обезбеден од полициски службеници на СВР Тетово. Извршен е увид и се расчистува случајот. Вчера во 21 часот и 30 минути во СВР Тетово било пријавено дека малолетник во гостиварското село Дебреше паднал од балконот на првиот кат од куќата, кој немал ограда и се повредил. Детето од неговите најблиски било пренесено во гостиварската болница Ферид Мурат за укажување на лекарска помош. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Во текот на вчерашниот ден во СВР Тетово пријавен е пожар во производствен погон на фабрика за вода во гостиварското село Речане, сопственост на 62 годишник од Гостивар. Нема повредени лица, а увид извршила екипа од полициската станица Гостивар. Екипата на Ренова е последен патник во четвртфиналето на фудбалскиот куп на Македонија, откако вчера успеа да ја сочува предноста од првиот надпревар против Тиквеш од Кавадарци. Фудбалерите на Ренова се последни патници во четвртфиналето на Купот на Македонија. Тие вчера одиграа само 1:1 на домашен терен против Тиквеш од Кавадарци, но и тоа беше доволно за пласман во следната фаза. Ренова имаше предност од 2:0 од првиот надпревар. Гостите изненадувачки дојдоа во водство во 22-та минута, кога гостиварецот Антонио Илиевски после еден корнер најдобро се снајде во 16-етникот на Ренова и со глава прецизно биеше во мрежата на голманот Незири. Овој гол како да им даде крилја на фудбалерите на Тиквеш, кои трнаа и комплетно да ја анулираат предноста на домашните од првиот надпревар. Сепак тоа отвори повеќе простор за игра на фудбалерите на Ренова. И во 85-та минута следуваше израмнување на резултатот на 1:1. Илирит Адеми одлично се снајде во казнениот простор на гостите и неодбранливо биеше во голот на Тиквеш. Овој гол воедно и го затвори прашањето околу патникот во четвртфиналето, бидејќи гостите веќе немаа ниту време, ниту сили да постигнат два погодоци против далеку поискусниот домашен состав. Денеска беа извлечени двојките за четвртфиналето, а тетовските екипи немаа многу среќа во жребката. Екипата на Шкендија за противник го доби Скопски Работнички, додека Ренова ќе игра против Струга. Останатите две двојки се Шкупи Академија Пандев и Брегалница Штипла Буништа. Првите надпревари ќе се одиграат на 4 декември, додека реваншите се закажани за 4 март идната година. Богат спортски викенд ќе можат да проследат љубителите на спортот предстојниот викенд со оглед на тоа дека ќе се играат надпревари во сите екипни спортови. Љубителите на спортот ќе имаат можност да проследат надпревари во сите екипни спортови кои се застапени во Полошкиот регион. Фудбалските прволигаши ќе ги одиграат надпреварите од 13-тото првенствено коло. Екипата на Шкендија на градскиот стадион во Тетово ќе го пречека составот на Борецот Велес, додека Ренова ќе гостува на националната арена Тоше Проевски во Скопје против Вардар. Двата надпревари се играат во недела со почеток во 13 часот и 30 минути. Во 11-тото коло на втората лига Запад на домашен терен ќе игра само екипата на Гостивар. Тие на градскиот стадион во Гостивар ќе го пречекаат составот на Охрид Лихнидос.
Екипите на Дрита од Боговиње и Вардар од Форинот има тешки гостувања кај Кораб во Дебар, односно Кадино во Скопје. Сите три надпревари ќе се одиграат во сабота со почеток во 13 часот и 30 минути. Во третолигашката конкуренција после еднонеделна пауза ќе се одиграат надпреварите од 6-тото коло. Колото ќе започне во сабота со надпреварот помеѓу Речица и Пролетер, додека останатите надпревари ќе се одиграат во недела, а двојките се следните: Љуботен Тетекс, Арсими Трабзонспорт, Нераште Зајас, Флемуртари Напредок и Беса Камењане. Во машката одбојкарска лига на Македонија најинтересно ќе биде на дуелот помеѓу градските ривали Универзитет Тетово и Шкендија. Овој надпревар на програмата е во сабота со почеток во 19 часот во спортската сала при Државниот универзитет во Тетово. Одбојкарите на Лирија Жеровјане ќе му гостуваат на Велешки Борец, исто така во сабота, но со почеток во 16 часот. Во женската одбојкарска конкуренција надпреварите ќе се одиграат во сабота, а двете тетовски екипи ќе гостуваат. Одбојкарките на Универзитет Тетово ќе му гостуваат на Пелисер Волеј во Битола, додека Бамикор ќе гостува кај новиот лигаш Струмица. Кошаркарите на Гостивар после големата победа над МЗТ Скопје минатиот викенд, овој пат на гостински терен ќе се обидат да ја продолжат победничката низа. Надпреварот од четвртото коло на првата кошаркарска лига помеѓу Скопски Вардар и Гостивар ќе се одигра во сабота со почеток во 18 часот во малата сала на спортско-рекреативниот центар Кале во Скопје. Грчкиот парламент донесе закон со кој се воведуваат нови построги процедури за добивање азил. Законот вклучува построги политики за притвор за оние што влегуваат во земјата и бараат азил во Европската унија. Исто така се шират плановите за депортирање на мигрантите во нивните матични земји. Говорејќи на дебатата во парламентот, грчкиот премиер Киријакос Мицотакис изнесе детали за новиот систем за азил. Στο εξής, κάθε αίτηση θα πρέπει να εξετάζεται μέσα σε 6 μήνες, αντί για 9 που ίσχυε μέχρι σήμερα. Και η απόφαση θα πρέπει να δίνεται στον ενδιαφερόμενο εντός 10 ημερών, αντί για 20. Αν όμως, στο μεταξύ, ο ετών δεν συνεργάζεται με τις αρχές, έχει αποχωρήσει από τη χώρα χωρίς άδεια, το αίτημα θα κρίνεται αυτομάτως αβάσιμο και θα είναι φυσικά υποψήφιος προς αναχώρηση. Мицотакис додаде дека новиот систем го поедноставува и скратува доделувањето азил на оригиналните бегалци и им дава приоритет на ранливите групи луѓе. Новите процедури беа критикувани од комесарката на Советот на Европа за човекови права Дуња Мијатовиќ. Таа по 5-дневниот престој во Грција на пресконференција во Атина оцени дека тие се дополнителен товар врз луѓето за да може да докажат дали се жртви на терор и насилство. Таа додаде дека ситуацијата со мигрантите во камповите на грчките острови е експлозивна и на работна катастрофа. The number of migrants currently in Greece, over 100,000, is far from being impossible to handle. This is not a question of lack of funds. As I learned, money is available, but clearly resources have so far not been used effectively. Грчките власти се обидуваат да се справат со наглиот пораст на бројот на пристигнувања во текот на летните месеци на Лесбос и на другите острови во Егејско море, каде што камповите финансирани од Европската унија се сериозно пренатрупани и се почесто се зафатени со немири. Според неодамна објавените податоци на Европската унија, Грција сега е најпрометната влезна точка во Европа. Од почетокот на годинава до сега во Грција дојдоа над 47.500 мигранти, што представува зголемување од скоро 30% во споредба со лани. Во извештајот се вели дека Грција добила над 2 милиарди и 200 милиони евра помош од Унијата, но не успева да го искористи договорот меѓу Европската унија и Турција од 2016 година, со кој се дозволува депортирање на многу мигранти од Грција назад во Турција. Времето денес беше претежно облачно и свежо, со слаби локални врнежи од дожд, особено во југоисточниот дел од земјава. Дуваше слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Температурата се движеше во интервал од 2 до 10 степени Целзиусови.
Времето утре ќе биде претежно облачно со повремен локален дожд, ќе дува умерен, повремено засилен југоисточен ветер. Температурата ќе се движи во интервал од 4 до 10 степени Целзиусови. Тука е крајот на вестите, а и вие натаму останете со нашата програма. Пријатно!